Добро вечер, почитувани гледачи. Уште едно дружење во емисијата Под лупа и уште една интересна тема. Многу сакаме да кажеме дека децата се нашата иднина, но за да се тие нашата иднина треба да им создадеме добри услови за да се изградат во едни вистински личности. Вечерва ќе разговараме токму за најмалата возраст на нашите дечиња и како тие се згрижени во градинките Јасна Ристеска со ВД директорката Розе Костовска. Добро вечер, добре дојдовте во ТВМ. Добро вечер, ви благодарам за поканата и поздрав до сите гледачи на ТВМ, особено до дечињата кои што се згрижени во градинката Јасна Ристеска. Госпоѓо Костевска, 918 деца се згрижени во 5 објекти на градинката Јасна Ристеска, сега имаме и уште 2 нови за кои што и ќе зборуваме. И тоа не е мала бројка, значи како доаѓа можеби 1/3 од дечињата во Охрид поминуваат низ просториите на градинката Јасна Ристеска. А вие сте директор од пред 6 месеци, так. Па еве да ни кажете нешто за вашето ново искуство на ово работно место. Што затекнавте кога дојдовте на оваа функција и како пливате во овие води? Па не беше баш најрозова ситуацијата кога дојдов јас на функцијата, од причини што имаше многу голем број на деца во групи, така да имаше потреба од кадровски и од просторни проширувања на градинката, што значи дека првите 5 месеци од мојот мандат на ВД директор ги употребив, токму се насочив, целата енергија насочив кон тоа да се обезбедат што е можно поголеми просторни проширувања на градинката. Исто така кон санирање и реконструкција на дел од објектите, од техничка природа мислам беше тој проблем, така да сега во овој момент она што можевме според средствата што ги имавме и благодарение на локалната самоуправа успеавме да направиме, како што спомнавте вие, 2 нови објекти во Велгошти и во Лескоец, на кои што навистина се гордееме и ние и локалната самоуправа. Секако тука и Министерството имаме големи пофалби за интенцијата што е можно да се офатат поголем број на деца и да им се овозможи на децата од руралните средини да се вклучат во предучилишниот воспитно-образовен систем. При реализацијата, односно кога дојде идејата за да се отворат, беше причина тоа што имаше релативно голем број на деца од овие 2 места згрижени во централната градинка и во градинката Билјана или Лихмида. Првиот момент кога размислувавме беше проблемот јасли, отварање на јасли во тој реон, значи кај Отекс, некаде во таа градинка Развигорче. Видовме дека има многу деца кои што одат во Билјана, Лихмида, бидејќи немаше во сите градинки и ден денес уште централна е без јасли. Има голем број деца кои што родителите беа практично, да не речам малтретирани, меѓутоа изложени на поголеми трошоци, да морат, да речеме, од Лескоец или од Радојце Новичиш да ги носат или во Росица кај Лескајца или да ги носат кај архивот или кај расадникот, што значи дека навистина и временски и материјално беа изложени на поголеми трошоци. Со отварањето на јасли во Развигорче се обезбедија услови така да во материјална природа немавме за јаслите некој голем трошок, бидејќи 2 групи од Росица и од Билјана беа затворени како јасли за да се возможи за токму тој големиот број на деца да се возможи да се отворат нови групи за возраст на деца од 2 до 6 годишна возраст, значи инвентарот кој што е потребен за јасли стоеше така некаде по ходниците или по магазини од влага се упропастува без да има некоја корисна вредност. Тој инвентар веднаш беше префрлен во Развигорче, беа обезбедени услови од една занимална, соодветна со 70 квадратни простор. Кревечињата беа повторно изфарбани, нови душечиња беа набавени, постелнина нова, така да беа создадени условите беа создадени за да може да се отпочне, со тоа што значи се обезбедија можности да се донеси перална машина за перење, бидејќи кога се работи со јасли мора да го имаме и тоа како апарат присутен. Се обезбедија условите и покрај тоа кога се мислеше што да се прави, се заклучи дека тој објект има многу поголема потреба од реновирање. Некако ни се погоди еден момент кога и санитарна инспекција беше помината во тој објект и моравме да ја затвориме за летниот период и да се искористи летниот период кога бројот на деца е релативно намален. Дури дали доаѓаат и 30% од бројот на децата,
тука некаде, можда и помалку. Сега испровоциравме една реакција кај родителите, меѓутоа со доаѓањето веќе во септември сватија дека зошто тој објект бил затворен за летниот период, за да се овозможи без присуство на деца да можат мајсториите слободно да работат работата. Беа санирани сите санитарни јазли, станува збор значи за 8 занимални, од кои што до тогаш, до јуни, значи, беа дадени 2 занимални под наем на јога студио и на балетско студио. 2 занимални кои што има по 70 квадрати, како што ви кажав, комплетно со се санитарни јазли, беа преградени. Но малку ете, тука ќе ве прекинам, малку ќе ви влезам во збор, малку нелогично, значи цело време кубурите со простор и години наназад тоа се истакнуваше како проблем, а ваши простори сте ги давале под наем. И мене не ми беше воопшто логично, имајќи го предвид фактот дека работевме со по 35 до 40 деца, кои што е над нормативите во многу голема бројка, дури 3-кратно зголемени некои групи со бројот на деца според нормативите. Дори тие занимални ви спомнав дека беа и преградени и да нема никаков пристап. Излегува преку надворешните излезни врати. Секоја занимална значи функционира на таков начин што може директно од занимална да се излези во дворот. Се отворија тие прегради и се заклучи дека навистина тука има многу голема потреба да се менат сите плочки. Кога се почна мајсторите да работат и сватија дека навистина значи, како треба се да, како кога ќе почнеш буквално се распаѓаше и циментото. Се отварат и нови. Се обидува циментото нешто да го подзакрепат, меѓутоа кога се види дека цевките внатре за вода се арѓосани, дека децата кои што ги носиме со генерации, всушност наместо здрава средина ние им обезбедуваме рѓа да пијат, мораше да се интервенира малку повеќе. Имавме некој си буџет од околу 5000 евра. Веднаш направивме тендер за да се употребат тие средства, меѓутоа тоа беше многу малку во однос на она што навистина се покажа како потреба. Сега од каде средствата за сите овие зафати, затоа што знаеме дека имате еден одреден, да речам, буџет, да, средства со кои што располагате, а имате многу што со нив да направите, од каде ги најдовте средствата? Први на помош ни притекна локалната самоуправа. Секторот за образование веднаш стапија, дојде, проверија ситуацијата, видеа дека има навистина голема потреба и откако се укажа колку средства ни се потребни, дел од средствата ги обезбеди локалната самоуправа, голем дел, морам да кажам, некаде 70%. И потоа ние во меѓувреме, значи останаа 70% за да покрие локалната, меѓутоа во меѓувреме ние ставивме едно циркуларно писмо до сите општествено одговорни граѓани, физички лица и сите луѓе кои што сакаат и кои што имаат желба да помогнат на градинката. И колку охриѓани се општествено одговорни? Морам да ги пофалам, значи навистина охриѓани имаат желба да помогнат, меѓутоа не го знаат патот. Ние всушност му го отворивме патот каде да ги насочат своите средства, каде можат најмногу да помогнат. Многу сме благодарни бидејќи навистина една солидна сума на средства, во парични средства беа, не смеат да се префрлат на сметка на градинка. Како што ги изведува работите изведувачите, се доставува фактури во градинка, од градинка, ако може, имавме донатори, се префрлае на донаторите, останатото сето го покри локалната. Зато ви кажувам дека тие 70% што останаа локалната да ги покрие. Значи, веќе за 8 септември, по повод празникот на Републиката, можевме... Уште еднаш отворивте, така, повторно отварање на... Свечено градинката. Свечено отварање. Но сега во едно ново руво. Така, меѓутоа, онај голем проблем што остана околу покривот, кој што течи на сите страни... Значи да напоменеме дека тоа не е проблем само на оваа градинка, на овој објект од градинката Јасна Ристевска, туку генерално речиси на сите градинки, затоа што градени се некаде во 60-тите. Од 71-а, кога е централната изградена, последната е до 88. Другите се понатакак. Значи има многу години од кога се тие направени, а речиси ништо капитално да не е на нив извршено. Така, некои мали, минимални средства, зависи како кој помагал, порано дел од Министерството, под надлежност на Министерството, кога сме биле, потоа на локалната, меѓутоа, ништо, како што кажавте, од капитална вредност, така што во сите објекти покривите се целосно за менување за реконструкција, исто така и дограмата. Откако се направени објектите, воопшто не е смената никаква столарија. Што значи дека се обративме со писмено барање, дојде комисија од локалната самоуправа, од секторот за образование, ги констатира состојбите на објектите
и се преиде кон еден друг начин. Проблем на објектите е тоа што немаме никаков имотен лист од ниеден објект. Не се решени ни имотно собственичките односи со соседите на објектите, со исклучок на централна градинка, кај што се е во ред, значи немаме никакви проблеми. Во Развигорче делумно е средено, меѓутоа сега со помош на локалната, пак може да ќе ви бидам досадна со ова со локалната, меѓутоа на вистина се заинтересирани и цврсто стојат на ставот дека треба објектите да се санираат и да се средат и се обезбедат соодветни услови за престој на децата. Па не, значи, тоа би требало да биде така по природа на нештата, значи локалната така. Да се грижи за се она што е под нејзина капа. Така, точно така. Тоа не е неприродно, така би требало така да биде. би требало да функционира, точно, меѓутоа не сме навикнати да е така во минатото и сега нас ни е малку чудно за огромната поддршка што е добиваме од страна. Значи се пристапи кон изготвување на имотни листови и елаборати, кои што исто така локалната ги презеде и со нејзини средства се направени веќе елаборатите за централна градинка и за Развигорче, што значи со обезбедување на средства од Светска банка се точно за рокови не можам да калкулирам и да кажувам кога ќе биде, меѓутоа тие два објекти се влезени во тој проект и се надевам барем од пролет дека ќе се почне да се реконструираат комплетно овие два објекти. Останатите објекти, особено Росица и Лихнида, се уште имаат азбестни табли по кривите, што знаеме сите дека е штетно за здравието на сите, особено кога станува збор за деца, требало навистина да се води сметка за овој проблем. Меѓутоа, проблемот со имотните листови, проблемот со елаборатите, со комшиите што ги имаме, апелираме доколку можеме некако да ги решиме тие проблеми, за да се повлечат доколку имаме некој метро влезено или било како, сме отворени за соработка, да се обратат до управата на градинка, да видиме што е наше, што е туѓо, за да можеме да пристапиме кон тие изготвување на елаборатите и нешто со собствени средства, нешто што ви спомнав до сега со тие проекти и не знам што, ќе се обидиме за брзо време да ги санираме сите проблеми. Значи, овде на овие постоечки објекти имаме санација. Два објекти веќе ги уредивте, ги адаптиравте, да речам, по оние стандарди кои што се потребни за еден градински простор. Тоа се во Велгошти и во Лесковец. И сега ме интересира како дојдовте на идеја, од каде се јави потребата токму во овие средини да се отворат градинки. Дали може би бројот на дечиња кои што доаѓа во градинката Јасна Ристевска од овие средини беше поголем, па затоа токму таму или нешто друго е во прашање? Целта за да се отворат овие две градинки прво беше бројот на деца кои што доаѓаат од тие средини. Значи Велгошти и Лесковец имаше многу дечиња кои што доаѓаа во централната градинка. И како што спомна веќе, 40 деца во група е навистина многу тешко да се работи. И најдовме некоја солуција. А која е идеалната бројка за во една група? Значи тоа зависи од возраста, но колку се помали децата, толку е помал бројот на децата, затоа што имаат поголема потреба од поддршка и од помош од возрастните. Сега да ви објаснам на ова прашање, во јасли до 2 годишна возраст, за деца од 6 месеци до 12 месеци бројот на деца по нормативи е 6 до 8 деца. За деца ние имаме? Ние имаме. Оставаме прашалник, затоа што сега во последно време со отварањето на јасли во Развигорче се растеретени, да. 3 пати повеќе имаше во некои групи. Некаде вака се во просек се од 16 до 21 дете вкупно. Станува збор за сите деца од 6 до 12 до 24 месеци. Значи добро е тоа што се има деца и што се има интерес за згрижување во градинките, но мора да се создадат соодветни услови. Така, точно. Сега кај нас функционираат по две групи, не точно како што се распоредени по закон од 6 до 12, од 12 до 18, од 18 до 24, него ние ги имаме како дел како хетерогени мешани групи, што значи немаме многу деца од 6 месеци, почнуваме некаде од 9, многу малку се такви дечиња од 9 месеци, меѓутоа ги групираме од 9 месеци до 18 и од 18 до 24. И сега од тие сите деца, значи се ви кажав околу 16 до 21 дете, зависи во кој објект и колку е поголем интересот и како е населеноста на објектот кај што гравитира.
Значи не е многу голем бројот, со тоа што работат во моментов по тројца негователи во секоја група, распоредени во работното време. Знаете што не е само бројот на негователи воспитувачки во прашање, туку и просторот, големината на еден простор. Значи 30 дечиња во, не знам таму колку се училниците, колку метри квадратни, мислам дека... По нормативи, најмалата училница во која што уствари занимална, во која што може да престојува дете е 45 метри квадратни, а ние имаме над 55, значи немаме скоро 45 метри квадратни, ни една занимална, а одиме до 80 метри квадратни. Значи, кога се градени објектите, се водело сметка за тие вредности, нормативи, која висина на занималната треба, на таванот. Значи, сите тие параметри се запазени, што значи дека на секое дете по нормативи му следува 3 метри кубни квадратен. Значи го имаат тоа децата сега? Тоа го имаат. Меѓутоа, му се ускратува со тоа што повеќе деца се внесуваат во занимална, отколку што е она што треба да го има. Понатака, значи, ви кажав, до 24 месеци треба да бројат 10 до 12 деца, а веќе од втората година натака од 12 до 15, тука, како што приметивте по бројките, значи во јасли се зголемува за 2 деца повеќе, колку му се зголемуваат периодите, а веќе во градински за 3 деца повеќе. Што значи дека втора мала група веќе треба да има 15 до 18, средна група 18 до 20 деца, а големата група од 20 до 25 деца. Хетерогените групи, во кои што се згрижуваат деца од 2 до 6 годишна возраст, имаат можност да во занималната да имаат од 18 до 20 деца и децата продолжен престој од 6 до 10 годишна возраст има од 20 до 30 деца во групата. Што значи дека продолжен престој ги задоволува критериумите со број на деца премногу, просторот ни е сега веќе почнува да ни станува проблем. Да ви станува тесен. Да. Некаде се преку 120 квадратни простор кој што го користиме во основното училиште Григор Приличев, една просторија која што беше наменета за амбуланта и веќе 10 години го користиме тој простор, меѓутоа според бројот на децата веќе се вадиме на онај момент што едната смена се на училиште, па другата е сама, и од онај период некаде од 11:30-12 сатот кога сите деца до испраќање на дечињата на втората смена што одат на училиште е малку така тесно, меѓутоа се снаоѓаме со тоа што даваме активности во други простори или доаѓаат во градинка, го користат холот од градинката. Храната ја користат во градинка и постојано шетаат, значи, од Григор до училиште, така да е корисно е тоа и за движењето на децата и за воздух. Тука имаме еден мал проблем што временските услови, посебно бидејќи школската година од прилика траи во време кога има многу дождови или снег или не знам што. Ќе правиме напори да се направи еден преграден ѕид, поточно да го речем како настрешница, со која што ќе се поврзи градинката со училиштето, за да не мораат децата да не ги изложуваме директно на дворешни влијанија. На дворешни влијанија, него да си поминат како низ една патека, низ салон, за да си влезат во градинка. Сега значи вашето излагање околу новите градинки кои што се отворија малку ви упадна во збор, но сепак беше корисно да знаеме колку треба да има дечиња во групите, колку имаме и колку простор уште ни е потребен. Предпоставувам дека Велгошти и Лесковец, кога ги отваравте новите градински простори, ги испочитувавте сите овие нормативи, дека ги задоволуваат потребите кои што се наложени. Така. Да почнеме од идејата. Како дојдовме до идеја да се реализираат овие групи во други просторни услови. Бројот на деца кои што беа дојдени од Велгошти и Лесковец, изгрижени во градинките, го оптоваруваше бројот на деца во групи. Видовме дека е една добра бројка која што ги задоволува критериумите за да може да се отвори група таму. Се даде предлог до локалната самоуправа, бидејќи член 66 од Законот за заштита на децата дозволува отварање на групи во други просторни услови, односно во основни училишта, студентски домови, болници, домови на култура и не знам, се наведени таму неколку институции или објекти во кои што може да се отвори. Дојдовме на идеја, имајќи го во предвид фактот дека училиштата имаат кујни. И рековме штом кујните не се користат, да видиме дали можеме ние да ги искористиме за да може да им се овозможи на дечињата. Се имаше тука во обзир. Значи, се внимаваше на родителите. Голем дел од родителите воопшто немаат потреба да дојдат во текот на денот во градот.
Доколку го носи детето, тој треба да се изложува 2 пати да доаѓа, да го носи детето, да се враќа назад, да ги обавува своите работни обврски, повторно се врати, да го земи детето и знаете, тоа значи 4 пати Лескоец или Велгош. Дополнителни трошоци и губење време. Трошок и многу време трошење. Од друга страна, имат потреба. Живеат таму, работат таму. Дел се занимаваат со земјоделие, дел се имаат приватни бизниси или работат во фирми кои што гравитираат во тој дел, така да му е повеќе терет да го донеси детето во градинка отколку да се снаоѓа на било каков начин. Со отварањето на овие 2 објекти овозможивме, значи родителите растеретено да си го донеси детето, да знае дека му е згрижено во соодветни услови и да си ги обавува сите своји работни задачи и да знае дека се е во ред со детето, без да ги го изложуваме на овие трошоци. Се водеше исто така сметка за дел од луѓето кои што бараат работа. Значи, градинка во летниот период буквално беше како биро или агенција за вработување. Не знам колку луѓе дојде да побараат работа во градинка. Викаме, зошто да не му се овозможи, ако се отворат групи, автоматски се отварат нови работни места. Истото тоа се случи што ви ги спомнав и со отварањето на групите во новите занимални во објектот Развигорче. Автоматски нови 3-4 вработувања, по една воспитувачка, по една негователка. Зголемениот број на деца бара нормално зголемен број на вработени од технички аспект, од технички карактер. Така да сето тоа продуцира со многу позитивни резултати. Колку дечиња имаме сега згрижено во овие 2 градинки? Во овие 2 градинки моментално се 54 месечини, 27 значи 53, 27 се во Велгошти и 26 се во Лескоец, со тоа што имаме веќе листа на чекање. Тоа морам да го нагласам. Листа на чекање на деца кои што сакаат да се запишат, меѓутоа веќе сме наднормативи со веќе запишаните деца и исто така интенцијата беше сите деца кои што доаѓаат од таму, кога ќе се отворат занималните, да се префрлат веднаш. Меѓутоа интересот во тој период додека се градеше и додека имаше најава дека ќе се отворат таму градинки, беше многу голем, се запиша многу деца, така да направивме пресек да не мораме да ги префрлиме тие деца кои што се веќе во градинка, осем ако родителот сам изрази желба да му се префрлат, со тоа што откако веќе се префрлија тие деца, автоматски во градинкиве се примија нови деца. Веќе доколку сака родителот повторно да го врати во градинката каде што му било детето, веќе тука е пополнето, пополнето тоа место за деца. Начинот како? Отидовме, ги видовме којните. Значи, тоа ни беше целта. Поидовно. Заедно со представници од сектора за образование, од локалната самоуправа, да видиме дали ги задоволува квадратурата за да може да се отвори градинка. Бидејќи ви кажав кои се нормативите по квадрати за една група, свативме дека просторот кој што го нудат таму, тие којни трпезари, е поголем од нашите очекувања. Веднаш потоа, со помош на локалната самоуправа, секторот за образование, се упати писмо до Министерството да Министерот предложи комисија која би дошла, би ги утврдила условите просторни и да ни укаже што треба да преземиме во идните чекори за да можеме да направиме навистина она што треба за да ги задоволува сите критериуми и нормативи. За брзо време комисијата дојде, ги виде условите кои се, заклучи дека имаме целосни, ги задоволуваме критериумите, дури рекоа дека од сите досега што барале од другите градови, дека имаме ние најдобри. Би имале најдобри услови според просторни, значи просторот што го имавме на располагање. И за едната и за другата градинка, Лескоец некаде околу 150 квадрати, Велгошти околу 200 квадрати, сега не карикирам, значи со бројки тука некаде. Веднаш после нивните препораки, стапивме со градежни фирми, стапивме повторно со циркуларните писма до донатори секаде кај што можевме да се обратиме и веднаш се почна со работа. И за 2 месеци ги направивте објектите? Да, за 2 месеци, што беа сите вистина изненадени од времето колку брзо успеавме тоа да го направиме. Се јавивме повторно во комисија за да можат тие повторно да дојдат и да ги утврдат условите дали сме направиле онака како што треба. Во меѓувреме се објавија тендери за опрема, нели мебел, шкафчиња што треба, столчиња, се што им треба, што е потребно за да може да функционира една група.
Кога дојде беа воодушевени од условите што ние ги создадовме во тие групи и веднаш веќе добивме решение, така да на 10 октомври отворивме Лесковец со присуство на министерот, што не удостои со неговото присуство и навистина беше задоволен од она што го виде, а веќе на 22 октомври, не цели 2 недели, отворивме и Велгошти. Добро е, значи, да се знае дека се подобруваат условите каде што нашите деца ги прават оние први чекори и стапуваат, значи, во некој, така да речам, пореален свет, затоа што домашните услови се едно, но сепак социјализацијата во вакви услови градински се сосема нешто друго. Сега малку ќе ве одморам од разговорот, а во вториот дел би сакала да поразговараме и за се она што се како кадровски решенија во градинката и за меѓучовечките односи кои што владеат таму, затоа што многу е важно и тоа каква атмосфера има помеѓу вработените за тоа да се пренесе и на дечињата. Господја Костеска, продолжуваме со нашиот разговор. Веќе напоменав во првиот дел за што ќе разговараме сега во овој вториот дел на емисијата. Какви се меѓучовечките односи во градинките, значи во градинката Јасна Ристевска и во објектите на оваа градинка? Токму заради она што го кажав и претходно, многу е важно тоа да функционирате вие како тим, за да може тоа да се пренесе и на децата. Ако има некакви несогласувања, тогаш и децата го чувствуваат. Значи, тие се оние најискрените пред кои што не можеш ништо да скриеш. Так, значи, кај нас тимовите се формираат на повеќе основи. Пред се тимот матрево-занимална, кој што работи со децата, кој што непосредно работат со децата и она што децата најмногу може да го видат. Меѓучовечките односи во сите воспитни тимови се на многу завидно ниво, значи многу убаво соработуваат. Потоа имаме на ниво на објект. Тимовите на ниво на објект соработуваат прекрасно, безпрекорно, си ги извршуваат сите работни задачи, притекнуваат на помош на колешките кои што имаат потреба, било од која природа, дали треба да ги носат на некоја прошетка, дали треба да подготвуваат приредба, како сега што беше 7 ноември, значи не беа вклучени само колешките кои што работеа програмата, проектот за приредбата, него сите колешки од целиот објект се инволвираат и им помагаат на било кој начин. Соработката е безпрекорна, прекрасна. Дури имаме еден надпреварувачки дух формирано, надпревар помеѓу објектите. Значи, на ниво на објекти е прекрасна соработката, сега објект со објект, зошто ти е така, зошто ти е онака, и се надпреваруваме кој покреативно и кој подобри успеси или нешто што се гледа да се направи, дали е изложба, дали е пречекување на гости од надвор, како што имавме сега од Словенија, имавме посета на екологисти, научници од целиот свет, пред некој известно време, така 18 октомври, така некако беше. И работата што треба да ја покажеме ние како градинка не се однесува само на централната, ако се дојде ниво централно, него сите од сите други објекти, сите нивни креации, се што ќе направат, ако имаме простор од 2-3 дена, сето тоа време, значи цела енергија вложуваат за да дојдат да помогнат да покажеме што е можно повеќе. Сега кога разговараме баш токму за ова, би сакала во позадина може да одат и некои инсерти од сега што имавте програмата подготвено за 7 ноември, вашиот патронат. Така. И значи секогаш морам да признам дека имате многу убави приредби, осмислени до крај, значи и сценографија и костимографија и се она што е дел од една сериозна приредба и овој пат беше така. Можеме да видиме за сите оние гледачи кои што немаја можност тогаш во живо да видат, можат некој инсерт да видат додека разговараме, и ме интересира од каде ви доаѓаат идеите, кој ги осмислува? Морам да го пофалам тука целиот персонал во градинка, значи имаме многу креативни луѓе кои што со своите креативности, со своите способности помагаат, реализираат и доаѓа до она крајниот резултат, крајниот производ, проектот кој што на крајот се гледа. Гледачите или публиката кој што ќе дојде да ја види таа приредбата или ќе ја види на вашиве слайдови сега, е она што го гледа како крајен производ. Меѓутоа, за да стигнеме до тоа, има огромен процес на работа во кој што се вклучени буквално сите. Сите родители кои што сме имале деца во градинките знаеме како колку долго и како тече тој процес, навистина е. Значи кој на кое работно место е, долг и сериозен. Така, долг и сериозен, и тука мораме да ги пофалиме за соработка и родителите кои што многу помагаат. Околу помагање од облека, да речеме, да помогнат за приредбата или некој реквизит ако ни е потребен да ни го
позајмат или да го донираат на градинка и така натаму. Меѓутоа, ви кажувам дека креативноста кај колешките во градинка мора да се пофали. Имате многу интересни изработки во градинката кои што се ставени од честитки, дали е за 8 март, за Нова година или за некој друг празник, па украсена е градинката од зависност од сезоната, од годишното време, па така се украсуваат и холовите на градинките, навистина многу креативност. И од темата која што е што се работи во текот на месецот или периодот кој што е определен за таа тема да се работи, според незе се менуваат и капчиња, се менуваат и ликот на целата внатрешност. Јас искрено да ви кажам, си ги чувам сите честитки добиени од моите деца, дали за 8 март или за Нова година, навистина ми се драги зашто се е подарок од нив, ама многу се и креативни и многу интересни се изработките. Имаме, навистина имаме многу креативни колешки кои што не е само креативноста, него ги изразуваат преку реализација на она што можат да го направат. Во последно време многу се оди на еколошка едукација на децата и тој проект веќе е влезен во програмата, основната програма за работа во градинките, така да имавте можност неколку пати да ве поканиме и да видите што све од отпадни материјали може да се направи. Дел од тие изработки се направени од воспитните тимови, дел се направени заедно со дечината, за да му кажеме на дечињата дека не е ова само ѓубре да се фрли кој што треба да се клоца, него или да се прибери во канта за отпадоци, или тоа може да се искористи за нешто друго, кој што потоа може да ни користи за било која друга намена. Така да има многу, навистина многу изработки во градинката кои што пленат со нивниот изглед. Така, како сте задоволни од кадровската поставеност, затоа што со промената на локалната власт, со вашето доаѓање настана и некои промени и натре во кадровската екипираност, дали имате доволно кадар и како функционирате во тој поглед? Во моментов релативно е добар бројот на кадарот, мислам што го имаме во градинка, со исклучок уште на неколку работни места кои што се празни, меѓутоа за скоро време со Министерството ќе се реши тој вакуум. Локалната самоуправа имаше само да додадам, имаше некои незадоволства од вработени кои што не беше решен всушност статусот и кои што имаше такви случаи после 7 години остана без работа со доаѓањето на новата локална власт. Значи, дали можете да ни појасните доколку знаете и доколку сте релевантна за тоа што се случи, дали имаше некаква позадина или тоа беше по редот на нештата? Немаше никаква позадина, значи тие луѓе кои што беа ангажирани во градинка, што викате вие 7 години, немаше со толку многу години како прво, а друго склучуваат договор месец за месец. На истекот на крајот на месецот, на пример 31 мај му завршува договорот, не се потпишува нов договор, бидејќи се заклучило дека веќе летниот период следува, се намалува бројот на деца, се намалува обемот на работа и нема потреба од тие работни места. Со тоа што морам да кажам дека многу голем број од тие луѓе кои што во јуни поточно им беа завршени договорите од септември, како што се зголемуваше обемот на работа, беа повторно вратени на работа, а тоа не е мала бројка, некои 18 луѓе, 18 претходно кои што требаше да останат во градинка, бидејќи беа потребни од технички, од административен кадар, воспитно-згрижувачки кадар, беа останати, новиве 18 повторно се вратија и се вработија уште нови, така да сите нови што локалната ги ангажира. На кој начин се тие вработени? Значи како им е решен статусот? Значи сите тие нови што се вработија, 34 вработени, локалната ги ангажира преку агенција за времени вработувања, на кој што им тече и стаж, им тече и пензиско и секакво осигурување, значи исто како сите вработени во градинка, така и нив. Во меѓувреме Министерството даде дозвола за 2 вработувања на еден воспитувач и неговател на определено работно време, врз основа на 2 долготрајни отсуства на породилно боледување и едно на друго боледување долго, значи, меѓутоа се чека некој според законот 6 месеци да е отсутен, па да можеме да го надоместиме со тоа работно место. Одеднаш кога се направија тие 6 месеци, автоматски Министерството веќе ги даде тие дозволи и одма луѓето стартува на работа, што значи дека веќе кадровски сме доволно екипирани, со тоа што се надевам дека за брзо време ќе има некој нов оглас што Министерството ќе го објави и ќе ги допополниме сите други места кои што ни се потребни. Каков е квалитетот на исхраната на децата во градинката Јасна Ристевска, бидејќи тука има строго пропишани нормативи кои што мора да се почитуваат и
голем дел од децата таму консумираат 3 оброци, Так. што е многу важно, бидејќи секој ден треба да се осмисли нивното Так. мени. И треба да има на вистина нутритивна вредност, оноја која што е соодветна на нивната возраст. Так. Нутритивната вредност се запазува. Бројот на оброците, квалитетот на храната секогаш има соодветни стандарди, нормативи на кој начин се припрема, како им се дава на децата, дали во свежа, дали во приготвена и така натаму. Квалитетот и количината на храната се запазени со нормативи, така што имаме големи пофалби од Агенцијата за храна и од Министерството, затоа што постојано имаме контроли од Министерството. Нашето мени што им го даваме, кој што досега се изготвуваше еднаш месечно, сега имаме препорака од Министерството да го скратиме на двонеделно планирање, е предложено скоро со малечки, сосема малечки измени во исхраната, веќе на сите градинки. Од прилика се прифаќа на национално ниво менито кој што ги имаме ние како градинка. Малите исклучоци се однесуваат на тоа што треба сега во оброците да внесиме житарици во храната, конфлекси, таква работа, и нешто да исврлиме од тортици, крем бананчиња, кои што и така ние кај нас во нашава градинка ги дававме многу ретко и обично ги дававме кога имаше некој повод, некој празник или не знам, така да ги облажиме децата после некоја постигната активност, некоја цел што сме постигнали и така натаму. Останатото се е значи подготвено во кујна, во Кој ви ја подготвува таа карта, значи тоа мени? Медицинската сестра кај нас, меѓутоа врз база на соработка со бирото и дирекцијата за храна мора да се знаат, тие нормативи мора да се запазуваат без оглед кој ден е, се знае, например, само во понеделник имаме графче, едниот е графче, следниот понеделник е леча. И таа листа е истакната јавно, можат родителите да се ја видат. Да ја видат, сега имаме и доколку не се задоволни, можат да реагираат. Имаме проблем со некои од родителите кои што инсистираат нивното дете да не јади од ручекот што му го даваме, него да јади еврокремче. Како што се дома навикнати, сега наша интенција е да ги навикнеме таа храна што се дели во градинка, бидејќи таа е здравата храна, она што навистина му треба за да ги задоволи неговите потреби и за физичкиот и за психичкиот развој на детето, да се применува и во домашни услови. Да ги научиме на еден здрав живот. Токму така. Кои ќе ви се интенциите, кои се приоритетите за идниот период, значи еве за краткорочни цели, не некои долгорочни, а може би долгорочни, ако имате веќе испланирано што понатамо? На што ќе работите најинтензивно сега? На што би се посветиле? Во моментот ќе се посветиме многу повеќе на педагошката евиденција и документација, ќе се посветиме на едукација на персоналов, на стручно усовршување на персоналот, со оглед на тоа дека ни следат полагање на стручни испити, полагање на лиценци, значи ќе се обрни многу поголемо внимание, внатрешни семинари ќе се организираат меѓу персоналот, да се помага за да може што полесно да се пребродат тие тешкоти или бариери кон тој отпор кон лиценците, да им се помогне на тие кои што имаат поголема потреба од помош, а и заедничкото учење и учењето во тим секако дека полесно се надминува. Колку поедуциран кадар, толку поспособен и повреден за да одговори на барањата и потребите на децата. Со оглед на тоа дека се воведени стандарди за рандетски развој во кој што треба да се води сметка за холистички пристап кон децата, тоа значи дека развој на децата во сите области, социоемоционален и физички, развој на јазикот, описменување, култура на говор, интелектуален развој и сите негови физички, ментален развој на детето, значи сепак има потреба од едукација на персоналот, да не се плаши дека ќе биде лиценциран, затоа што ќе одговори на потребите на она што треба да работи еден воспитувач или неговател во градинката. Да ги охрабрам моите колешки, мислам и ова изјава. А останатото се работи значи повторно на санирање на објектите за да создадеме што е можно подобри услови внатре за дечињата. Соработката со родителите исто така е една од приоритетните работи во кој што се надеваме дека од наша страна сме отворени за соработка и сакаме да ги воспоставиме оние партнерски односи, да не е бариера меѓу нас и меѓу родителите, вие вака или вие така што беше. Па истата цел ја имате и вие и родителите, да. И секогаш јас велам, децата ни се прво и основно. И нас како институција кои што го заработуваме лебот од тие деца и на родителите кои што треба се грижат цел живот за тие деца.
Целта е значи една иста, да изградиме здрави психофизички способни личности кои што натака ќе одговорат на сите потреби на општеството. Дали цената останува и понатаму иста за згрижување во градинките За или цената има некои најави за измени, меѓутоа не можам да кажам со времето, сепак министерството ги одредува тие цени, сега за сега држи на ова социјална цена во која што родителите партиципираат само со 30%. Другите 70%, значи за престој на децата во градинка ги партиципира министерството. Тоа се однесува значи на платите на вработените, се однесува на блок дотациите за грејење, за струја и сите други потреби што се за реконструкција на објекти и така натаму. Мислам дека за брзо време ќе има измени со тоа што најавено е дека во јасли ќе биде малце поскапо во однос на градинскиот дел. Госпоѓо Костеска, 20 на години работите со, значи непосредно работите со деца и какви се искуства имате од вашата работа? Благородна работа, но во исто време многу одговорна и многу тешка. Так. Значи, како се снаоѓате? Желбата да работиш со деца пред се, љубовта кон децата се мотивот кој што му дава на човекот елан и енергија за да денеска смисли како да го креира денот, како ќе го помини, да му го направи тој ден на децата интересен, што е помалце енергија да употреби возрастниот во работата, што повеќе да извлечи од децата, од нивните способности и можности и на тој начин на крајот на денот да ги сумира резултатите да види дека постигнал нешто. Доколку ни е денов денеска, осмислен да појдеме на работа и да чекаме работното време да ни помини, тогаш многу е долг денот. Но доколку работиме на креативноста, собствената, значи да сме самите креативни и да работиме за развивање на креативноста на децата, тогаш верувајте дека 8 часа се малку за да се сработи нешто со децата. Тие се толку непресушен извор на идеи, креативни премногу. Само треба да му се најде патот, начинот како да се предизвикаат, како да се охрабрат и да се мотивираат за да ни го направат поубав денот. Верувајте дека е навистина одговорна работа, лаже кој вели дека не е. Имајќи го предвид дека сме родители на едно-две дете, така и која е одговорна што све треба да направиме. Камо ли вие таму со многу повеќе дечиња, сите со различни карактери, со различни жилби и потреби, различно воспитување од различни средини. Така, мислам дека сите воспитувачи и негователи кои што се работат со децата се многу одговорни, си ја знаат работата, си ги извршуваат работните задачи и она што ви го спомнав. Желбата за развивање на партнерски односи. Подаваме рака до родителите, ние вработените во градинката, за да вистина да имаме партнерски односи и да ни е целта единствено детето. Нашиот труд да не падне во вода, денеска сме работеле нешто, на крајот на денот му се соопштува на родителот што се работело во текот на денот, кој е оперативниот план за денот и кои активности се сработиле, да продолжат во домашни услови, да го работат тоа што побрзо децата да ги стекнат оние нивоа стандарди што треба, индикатори што треба да ги стекнат, за да ги да ги учиме да напредуваат дечињата, не да ги угушуваме во една средина. Од кога ќе ви заврши еден работен ден и од кога ќе си одите дома и вака ќе ги смирите вашите импресии и чувства, тогаш се нувате да пишувате или? Морам да кажам дека правам некои престапи во работа. Ми се случува и во текот на работниот ден да застанам и да напишам некоја реченица. Станува збор за бисерчиња кои што во текот на денот децата ќе ги изговорат. Ако тоа не се напише во моментот или ако некоја идеја во моментот музата дошла, ако не се запиши, барем тие што се занимаваат со пишување знаат дека веќе отишла по ветерот, да не речам. Токму тоа, јас работев со деца од 6 до 10 годишна возраст кои веќе се описменети. Го користев такви моменти кај што и нив ги учев. Прво, желбата кон литературата, желбата кон македонскиот јазик да се развива јазикот, кон пишаниот збор, да се чита постојано наместо да се гледа телевизија или да се работи на компјутер. Најдобро е да се фати и да се види буквата, како изгледа зборот, како се формира, сето тоа е операција, сето тоа е работа. Да се состави збор еден, сепак е тоа некоја креативност, нешто што треба детето да го научи како се прави. И често пати на децата веќе кои што се описменети им давам реченици сами да смислат или сами да работат, да состават зависно од возраста на децата. Немате појма како беше тоа прифатено. И многу од тие дечиња кои што веќе поминаја генерации кај мене, веќе има таква љубов кон литературата, кон пишуваниот збор, веќе пишуваат, доаѓаат кај мене за да ги проверам што напишале. Дори имаше еден случај, една моја поранешна ученичка која што сега учи во Јахија Кемал, толку ревносно се борела да чита моја литературна творба од лирски стил, на рангот на Славко Јанески.
и предлагаат учителите таму, мислам професорите таму да чита, не, јас сакам од учителка во мој. Значи, колку сум придонесла кај тоа дете да се развива. Се оставиле впечаток. Така. Љубовта. Така. Тоа е основната цел. Да, вчера беше светски ден на детето и покрај се она што е како негативна страна и оние сите опасности кои што демнат кон децата и над децата и од кои што сакаме сите ние да ги заштитиме, многу е важен и овој дел за кој што вечер разговаравме. Тоа ми беше некоја провокација и повод за овој наш вечерашен разговор. Ви благодарам за гостувањето и до некоја наредна прилика. Благодарам и вас на поканата.